Здраво, како се викаш? Пешт Васка. Васка, може да ни споделиш дел од твојот живот? Како ти се одвиваше твојот живот? Па можам да кажам на почетокот дека во многу не се разликуваше мојот живот од другите, исполнет со радост, со смеја, со љубов, заедништво, но одеднаш некако во еден период како таа идила да ја снема, се наруши таа идила, почнав да осеќав некоја празнина во мене, ја снема радоста и сите тие симптоми делува, мислим тоа промената која се одрази на мене делуваше така да почна да се намали имунитетот и почна едноставно една по друга да надоаѓаат болести, меѓу другото па беше активна ова анемијата. Колку време имаш анемија? Па можам да кажам едно 25-30 години се справував со анемија. Одев на лекар, испитува, констатира анемија, но никако не може, само кажува се губи некаде крвта, не знаеме каде. Така. Кажи ми како се случи промената после тоа? Па јас, следејќи го интернет, најдов на една терапија молитвена која се одвиваше и нешто као да покрена во мене една желба и јас да отидам и да видам што и како, као да почувствував дека ќе има нешто добро, дека ќе се случи нешто добро. Почнав со терапиите, тоа беше во Христијанска црква Благавест, водена од пастор Константин Кајшаров, каде што тој се молеше за луѓето што беа тука дојдени да бараат помош. И на тие терапии во почетокот јас веднаш осетив промена. Имаше оживување на мојот дух, радоста се враќаше и едноставно Што се случи? Па имав многу подобрување во однос на она што беше. Но на една терапија, кога бев, дури и пасторот не се молеше за мене. Во близина, кога се молеше за друго лице, јас почувствував некоја топлина која доаѓаше од негова страна. Таа топлина допре до мене и почувствував промена во моето тело. За таа промена спознав после 2-3 дена кога сватив дека повеќе немам тие симптоми што ја пратеа анемијата. Тоа е губење на крвта. И едноставно, значи симптомите исчезна и можам да кажам дека еве и после 6 месеци после таа како се случи тоа чудо, јас сум исцелена, немам анемија, нема крварење. Слава на Бога. Кажи ми препорака до сите што не слушаат и не гледаат, што сакаш да им споделиш од срце? Па сакам да споделам дека по моје искуство насекаде одев, не најдов решение на мојот проблем. Решението го најдов во Исус. Исус го примив за мој Господ и Спасител. Тој е жив, живее во нас. Секој кој го покани во срцето и верува во него, ќе прими спасение. Исус е вчера, денес и довека и тој не прави сведоци на неговите чуда.